Наместо на пазар, земјоделските производи да се продаваат на интернет, препорачуваат експертите. Онлайн пласманот од една страна ја олеснува продажбата на производите, а од друга, купувачите ги информира за квалитетот, цените и местото на производство. Функционира како на систем на огласи. За разлика од обичните модели, кај што огласите се даваат на одреден период, овде, и тоа кус период, овде може да се направи план за продажба во текот на целата година и по видови на производи, количини и цени. Но колку овдешните земјоделци тезгите ги минуваат со компјутерите? За сега резултатите се пропорционални на тоа колку нашите земјоделски производители се служат со информатичката технологија. За таа цел ние предвидуваме и обуки на лице место со поголем број на производители кои понатака ќе го афирмираат системот, употребувајќи го во пракса. Со цел поголема едукација на земјоделците за новите технологии, но и за прилагодување на земјоделието по европски терк, државата донесе стратегија за развој на оваа гранка. Сепак, овдешните и земјоделците ширум Европа немаат исти приоритети. Шестата стратешка цел е најмалку искористена, односно има најмал интерес, а таа се однесува на квалитет на производите, на заштитните зони, на озонските дупки што се стварат и ред други проблеми што за нашиот земјоделец не се актуелни, ама за земјоделците во Европската унија имат големо значење. За ова да се смени, Бизнис центарот за развој на источниот регион се обидува да ја подигне свеста за можностите што современиот начин на живот ги нуди. Целни групи се мали и средни предпријатија, кластери, здруженија на граѓани, невработени лица и слично. Целта на денешниот настан е на развој на рурален развој на Република Македонија, односно источнопланскиот регион. На денешниот настан беше презентирана стратегијата за развој на земјоделието, мерката 302 од ИПАРД програмата, како и првата македонска берза за размена на производи.